Јас би требало на линија следен да го имам господинот Митко Димовски, директорот на гимназијата Орце Николов. Да, добро утро. Господине Димовски, добро утро. Се слушнавме пред 2-3 недели, а сега да ве прашам, бидејќи вчера започна запишувањата на средношколците, како поминува упис во средно училиште во време на корона? Гледам дека информациите беа прилично, да кажем, редовни. Не видов по вчерашните, по медиумите и по порталите, па и по социјалните мрежи, некакви големи возбуди. Морам да кажем дека за разлика од минатите години, многу поразтеретено тече уписот и поради пандемијата. Значи, имаме веќе однапред утврдени протоколи, така што сите се придржуваат кон нив и од страна на вработените и од страна на лицата кои што доаѓа да поднесуваат документи за упис. Се најчесто идните средношколци. Така што, да, многу е порелаксирано, не се создаваше гужва во текот на вчерашниот ден. Денеска исто така, вчера помина оние кои што се од првиот дел од азбуката на презиме, денеска доаѓаат оние од вториот дел, така што очекувам повторно да има еден интересен ученици. Вчера имавме повеќе од 195-6 веќе пријавени, кои што најголемиот дел од нив беа со 5.00 просек. Така што ќе биде интересно и годинава изгледа. Господине Димовски, Орце Николов е една од гимназиите од средните училишта која во последната деценија, веројатно и пред тоа, е во врвот на интересот за запишување во средно училиште. Имате ли голем притисок оваа година? Притисок немаме оваа година. Може би притисокот ќе дојде подоцна. Прво да видиме, значи, ние според конкурс треба да запишеме 285 ученици во 9 паралелки, така што доколку дојдат, значи, некаде до 300 ученици, би било се во ред. Се она што ќе биде над, ќе треба да се организира квалификационо тестирање и кога веќе станува збор за такво нешто, и родителите и учениците се малце возбудени во тој поглед, но ќе видиме. Денешниот ден ќе покаже дали ќе има или ќе нема. Мислам дека сепак ние близу 400 пријавени ќе имаме оваа година. Така што може би неизбежно ќе биде да се организира тоа тестирање. На прак сме на годишните одмори во смисла на долгиве сега неколку 2,5 месеци во кои што училиштата нема да работат. Ова со епидемијава најверојатно нема да стигне ни од септември. Веројатно ќе треба да продолжите со одвивање на наставата на оној начин како што тоа се правеше во изминатите неколку месеци. Ќе ги искористите овие летни одмори за нешто да се доорганизирате, доекипирате, да се додоговорите со наставниците и така натаму. Се планира нешто такво? Да, се планира, секако дека се планира. Се очекува повторно од септември да се продолжи со онлайн настава. Искрено, јас не би сакал тоа да се случи, затоа што по суштинско значење физичкото присуство во училиште, меѓутоа ако условите не дозволуваат, ќе мора да продолжиме со онлайн наставата и од септември. Во тек на месец јули и август ќе работиме на надградба на платформите на кои што веќе работиме, односно ќе гледаме да работиме според утврден распоред. Имаме некои вежби кои што се предвидени во август месец, така што ќе мора спремни да ја дочекаме новата учебна година, без разлика дали ќе бидеме во училиште или тоа ќе биде онлайн настава. Митко Димовски, директор на средното училиште Орце Николов, благодарам и за ова утринско јавување. Се надевам дека ќе имаме и ние можност, па и во студиова, не само по телефон, да се слушаме. Еве, следниот пат може би ќе биде тоа шанса да се видиме овдека во студиото на некој од образовните теми.